Добро утро, Мики, Мирмен Джеси. Добро утро. Добро утро, Дохри. Мики, пред да одиме на информациите за гледачите, која е ондрата? Кој е твојот сон, Сон? што никогаш не се оствари, но дека секогаш кога се потсеќаш на тој сон, секогаш се смееш, се насмееш? Ова е доста тешко прашање, сега ме Не. фаќате Освен милиардер. Зашто милионер си Во веќе. незавидна ситуација. Не сум имал некој таков сон. Вајде да ми се падне седмица на лото. Ама треба да играш, бро, Мики. Мислам дека Како да ти падне кога не играш? играм, затоа велам, мислам дека не е лошо, така? Да. Јас реков дека Мики изгледа како еден човек кој што го живее неговиот сон. Или мене така ми личи, Мики. Так, Добро, но соновите некој знаат и да се остварат. Да. Жобите, Да. така да никогаш не вели не за нешто што го посакуваш. Јас, например, како дете сакав да бидам како Брусли. И никогаш не ми се оствари желбата. Не е касно. Ама кога гледам филмови од Брусли се смеам. Да. Уште се движам така. Имаш интересна техника, бе. Мики, кај се наоѓаш денес? Значи не е доцна. Не е Да, доцна. Гледаме Па сега дека... сум овде во населбата Воска, во близина на една река која што се влева во самото Охридско езеро, еден убав дел од Охрид, каде што имаме погледи кон Самуиловите тврдини, овде е блиско и булеварот Туристичка, до центарот на градот некаде околу 10-15 минути одење пешки. Една пријатна мирна населба, каде што сме зборували повеќе пати досега, живеат граѓани кои што меѓу себе многу се почитуваат, од мешан етнички состав. Овде има и македонци, и албанци, и турци, и роми, и тоа никогаш не представува проблем, туку напротив, еден прекрасен соживот и меѓусебно дружење и почит помеѓу овие луѓе кои што живеат во овој дел на градот и кои што се можеби да речеме ајде и староседалци овде во Охрид, и тој соживот е навистина главен белег на овој дел на Охрид кој што го краси градов. Прекрасно. А и населбата изгледа така малце како да не сме во Македонија. Па не знам како ти изгледа. Дука лаѓа се секундно кеме на Македонија. Дука чуме Букор. Беше кој на радио? Да, навистина е убаво, прекрасни и високи куќи, модерни куќи, направени, чиста населба, мирна, пак ќе речем населба. Овде буквално кога е среде туристичка сезона, немате чувство дека е така. Дека е така, бидејќи навистина е мирно и тивко, иако е доста населена населба и не е дел од градот кој што е иселен, туку е навистина населена населба, има луѓе кои што си живеат овде и затоа е одлично, особено во текот на летниот период, додека гужвите се подолу во центарот на Охрид, овде пак ќе речем како да не е, како чувство имате како да не е туристичка сезона и како да не се гужви низ градот. Значи една населба која што се труди да го издржи целиот притисок од сезона, гужвите, да. Близко сме, Мики, на да кажеме вака жешкиот викенд, кој што веќе навлагавме во летниот период. Во Скопје денес се очекува 34 степени. Како е времето во Охрид и дали има нешто што може да најавиш за Охрид, за овој викенд? Или Струга? Па еве, 21 степени во моментов, според прогнозава на телефонов, гледам дека до 25 степени ќе оди температурава денеса, веќе викендов ќе имаме температури од 27 и 28 степени, но тоа се температури кои што се мерат, знаеме, под сенка, така да температурите под сонце нема да се баш 28 степени, сигурно ќе е многу жешко, но мораме да кажеме дека температурите во Охрид и во Скопје не се исти. Секојаш Охрид важи, па и Струга за поладни градови, посвежи, каде што температурите се пониски. Дали тоа си го прави самото езеро, самите планини околу езерово,
Така да тие жештини кои што ги имате вие во Скопје или во некои други делови од државата, особено во Источна Македонија, не се од таков тип како што ги имаме овде, иако последниве години забележително е дека и Охрид станува многу потопол град. Дали тоа е поради климатските промени или не знам поради што, но се случуваше минативе лета и во Охрид навечер да не се спие, ако знаеме дека секогаш ви е потребна некаква прекривка за да нели заспиете, бидејќи бадеше пак ќе речем за по-студен град каде што со пониски температури, но последниве години летава и не беа баш такви, така да ќе видиме ова лето какво ќе биде и дали ќе ни се повтори сликава од минативе лета. Верувам дека ќе има повеќе туристи ова година, иако викаат, мислам, луѓето дека ќе има криза, покачени цените. Да. Ама верувам дека нема друго чаре, Мики. Надвор, да веруваме дека ќе надворот така од границите тешко ни е. Вака ќе се мобилизираме и тука што иако морам да кажам дека во разговори со луѓе кои што издаваат свој приватни апартмани во овде во Охрид, велат дека овој јуни може би еден од послабите барем досега изминативе години. Мораме да признаеме дека се она што се случува на глобално ниво и не е баш така, не треба баш така да го занемариме. Луѓето ги гледаат и тие работи. Постои, да не речем сега стравување, но луѓето пратат што се случува. Сигурно. Се разбира, овде се и драстично високите цени кои што ги имаме на пазарот, на туристичкиот пазар. Ако порано сме одмарали и летувале за далеко пониски цени, сега за едно трочлено или 4-члено семејство навистина ќе треба да одвои сериозен буџет. Го зборувавме тоа и минативе емисии. Ако во соседна Грција, каде што најмногу летуваат македонскиве граѓани, се одеше за некоја пристојна сума, каде што не така многу ќе потрошите, оваа година, па и минатава година, тоа беше за 2 пати, 3 пати зголемено, бидејќи цениве и таму, па и кај нас во Македонија се драстично веќе зголемени. А Мики, која е цена тоа минимална? Просечна цена за една за 4 за една соба, една соба. Апартман, например, да. Мислам просечно, колку може да коста во еден апартман во, да речеме, во стариот дел на Охрид се движи од 40 евра па нагоре. Тоа е двокреветен апартман. Значи вие сега да ставиме за 10 дена, треба да одвоите 400 до 500 евра за ноќевање без... Ако ми наоѓаш апартман за 40 евра вечера, јас доаѓам до крај на месец. Да, доаѓам утре. До крај на година да букира. Утре доаѓам. Не, јас знам примери од мои пријатели кои што издаваат апартмани во стариот дел на градот. Па супер, го имаме човекот. Да, но тоа треба на време дефинитивно да се букира. зафати, да се букира тој. Но и можеби, не знам, можеби во периферните делови на Охрид може да се најдат и поевтини цени. Еве, јас ќе ви кажам еден пример каде што пред 10 дена зборував со 2 туристки од Србија, каде што ми кажаа дека за една недела престој во Охрид секој од нив потрошила по 700 евра. Значи, овде да го ставиме сместувањето и се разбира храната. Да, за една недела 700 евра. Може би звучи многу, но може би не е многу, бидејќи ако јадете секојдневно по ресторани, ако секојдневно си дозволите се и се што, може би не е многу, но за некој е многу. Абе, лепсо макало се тера една недела. И паштета, така? Јас мислам дека и на крај на светот може да одиме се со додека знаеме колку имаме буџет и како сакаме да го поминеме одморот. Како што вика Мики, ако одиме секој ден по ресторани, треба да знаеме дека каде и да одиме ќе биде многу скапо. Ако одиме во Охрид, плаќаме само смештај, зимаме храна, купуваме по маркети, готвиме дома. Јас мислам дека може да се помине многу ефтино. Ама тогаш не се вика одмор тоа се вика обична рутина, само замор. Добро,
го сменивме местото на сепак спиење. на плажа си, сепак движење, сепак си во друг град. Одмор е Како и да да е. бидеш, да избегнуваш од секојдневната рутина. Значи да јадеш по ресторанти 3 пати на ден, да се А одмараш. како не? Јас 3 пати на ден Тоа не се јадам вика дома. Одмор, затоа се вика одмор. Па јас дома не јадам 3 пати на ден. Одмор е all inclusive. Па Нели така се да, вика, Вики? научени балканци да одат во Турција сега 10 All дена inclusive, и Тоа е одмор. Да. Да се заборава. 10 дена веќе тешко дозволиво е. Сега Точно. секој гледа барем 6-7 дена да помине, бидејќи 10 дена веќе цениве се отидени Точно. многу нагоре. Мики, што Јас се имаме веќе ви друго? кажам еден пример каде што кога сме кај овие цени и патување, еден мој пријател неодамна возеше, односно две туристки, мајка и ќерка од Тајван, кои што 7 месеци биле на пропатување низ светот. И тие неколку дена биле во Охрид и од Охрид понатаму требаше да бидат однесени до поградец во Албанија со точно определена сума колку имаат издвоено за такси превозов од Охрид до поградец и не сака ниту денар повеќе да дадат, бидејќи имале, како што кажав, точно определен буџет за секоја една дестинација. Значи тие веќе претходно добро истражиле каде и какви се цениве, што и колку може да потрошат на која дестинација, но 7 месеци прошетка низ светот е богами за секаква почит и има доста такви случаи луѓе кои што патуваат низ светот и овој наш регион е дел од таа нивна прошетка и дел од таа нивна поседа. Да, Мики, ние тоа што го збориме сега за нашите соништа што не се реализирани, на нив и на прадедовците им се реализирани соништата и затоа она може да патува 7 месеци. Јас не можам 7 дена да земам одмор, еве колку е, еве 6-7 години. Немам земено 7 дена одмор, така да живееме во многу амбиентално место. Така да Охрид за викенд ни е топ. И 700 евра да трошиме за 2 дена, it's okay, it's fine. О, it's okay. Ја слушна, Мики. Имаме 2 дена одмор сега. Ако не трошиме на тие 2 дена, it's fine. All inclusive за 2 дена. Зашто работиме крај на Браво, денот? Зашто работиме? Така, управо се. Супер. Друго, Мики, што може да додадеме, да не ти Еве, земеме сакам да тебе најавам еден време. убав настан, бидејќи утре не сме на линија, сакам да најавам еден убав настан кој што во недела ќе се случува во Струга. Значи 21 јуни, не знам колку знаете, е меѓународниот ден, односно денот на нашето Охридско езеро и секоја година веќе десетина години и повеќе го славиме 21 јуни како ден на Охридското езеро, но наместо да се потсетуваме на проблемите со кои што се соочува езерото, масовната урбанизација, девастацијата на крајбрежниот појас, ние го одбележуваме езерото, сето тоа е супер, но мораме да се погрижиме повеќе за него, значи за неговата заштита, но ајде да не бидеме патетични и да не критикуваме само, значи да го одбележиме овој ден и да кажам што се ќе се случува. Значи годинава Струга е домаќин, бидејќи секоја година се менуваат Струга, Охрид и Поградец, ова година на Струга и падна да биде домаќин и во соработка со општина Охрид и општина Поградец ќе обединат институции, организации, млади и граѓани од трите градови кои што заеднички го делат и велат од општинава Струга и го чуваат езерото. За ова последново не сум баш сигурен колку го чуваме езеро. Значи програмата започнува во 9 часот и опфаќа повеќе активности на различни локации низ Струга, додека централната свечаност манифестација е на Машка плажа во Струга во 11 часот, каде што граѓаните ќе имаат можност да уживаат во богата програма, изложби, ракотворби, активности кои што ќе промовираат природата, културата и убавините околу самото Охридско езеро. И навистина, бидејќи целиот овој наш регион и на македонска и на албанска страна е еден од најубавите во Европа, да речеме, бидејќи има што да понуди, но пак ќе кажам она што почнавме, дека мораме многу повеќе да се грижиме за неговата заштита, но она што сега му се случува на езерото, и не сум баш сигурен дека многу се грижиме за неговата заштита. Многу ми е жал дека стварно една од најважните
култура, чекиме. Културни Природни Творештва, не реткости, знам како да кажам, да, Природни treasures. творештва, добро. Treasures. пасурит. И најде Пасурит натуроре. Значи не сваѓаш Мики, пасурит Да, натуроре. на ниту еден јазик не ми дојде, ама сакам да кажам дека многу ми е жал што Натурале, нешто што го имаме, Мики. нешто што го имаме и што природата, мислам, Што дал Господ, што убаво дал нешто Господ, да. ние да не го чуваме. Многу ми е жал дека од сите страни не се чува Јас Охридското езеро. у понеделник Мики ќе ни бидеш у линија пак и ќе се слушаме како се како се славе, ќе се славе Заради тоа што во недела. Езерот. Последно време и гледаме на многу вести, на многу социјални мрежи, портали и такви работи дека зборуваат за нели тоа УНЕСКО, дека многу сме во ризик да го изгубиме и тоа Да го изгуби Охридскиот регион статусот кој што го има под заштита на УНЕСКО. Тоа е прашање кој што се зборува години наназад, УНЕСКО години наназад укажува на проблемите и тие се очигледни, тие не е нешто што вие не можете да го сокриете од секојдневно во око на граѓаниве. Институциите велат дека преземаат мерки, дека прават се за да го заштитат Охридскиот регион, но чувството кое што го имаме ние обични граѓани овде на терен и не баш говорат така, бидејќи секојдневните градби кои што никнуваат блиску езерскиот брег, висококатниците кои што ги имаме буквално на секој чекор, пак ќе речем, се надевам дека грешам, но не говорат баш така. Не грешиш. Јас мислам дека многу си во право и затоа сакам едно прашање да ти поставам. Точно за протестите што се случуваат во Албанија. Мислам дека истиот проблем ни е со Охрид. Што мислиш за тоа? Како реагираат младите во Албанија? Ние имаме, значи, граѓаните во Албанија, дефинитивно тоа треба да биде одличен пример за нас, одлична поука за нас како треба да се брани она што природата ни го дала и во која што многу лесно може да се загуби. Точно. Но не може да се врати како што било ако го загубиме. Еве, ќе го земеме примерот со она стара куќа во Охрид која што почна да се руши пред 2 до 3 недели за да се изгради овде стамбен објект и покрај тоа што станува збор за собственик, приватен собственик кој што го има тоа место, кој што го има тој објект, но постоеше начин сепак да се заштити, да се бидејќи таа беше една од ретките стари куќи која што остана во Охрид и навистина беше, да речеме, некаков символ на градот. 1920, ако не сгрешам, 1926 беше година тој објект. се сруши дефинитивно? Не се најде начин. Да, дефинитивно се сруши. Таму веќе почна активности за изградба на тој стамбен објект. Цел стамбен комплекс ке никне тука, така да, пак ќе речем, многу е лесно да ги загубиме работиве, затоа потоа назад враќање веќе нема. Тоа е. Значи, затоа му се случува и ова што се случува со езерото, освен таа масовна урбанизација овде и нефункционалниот во целост колекторски систем, има безброј проблеми за кои што граѓанските активисти, екологисти со години укажуваат, и УНЕСКО со години укажува, но можеби УНЕСКО ни прогледува низ прсти и се уште Охрид на таа листа на под заштита на УНЕСКО. Не знам што ќе се случи оваа година, мисијата од УНЕСКО се уште не е дојдена. Сигурно ќе имаат забелешки, па ќе видиме каков на крајот ќе биде резултатот по целото тоа. Мики, јас уште едно прашање, бидејќи стигнаве кај првиот блок. Зошто има две плажи, машка плажа и женска плажа? Зошто останало тоа така? Во Струга, така, значи мислам дека сега да не грешам, мислам дека на времево затоа се нарекува машка плажа, значи на машка плажа оделе само мажи. Затоа станале и тие имиња, мислам дека тоа било дали во времето на комунизмот или многу порано. Значи, затоа се тие машка и женска плажа. Јас не знам за мажите, ама за женските можам да кажам дека сигурно уживале на своето време. Слободни.
Ние тоа денес го немаме со целиот феминизам, со целиот се, а тогаш замисли да уживат со 200 евра, супер поминале. Да. 3 месеци, а? Гајле. И циркале на машка плажа. И циркале, да. Од време на време. Мики, ти благодарам многу. Фала многу, Мики, за сите информации. Се слушаме у понеделник информации за езерото ќе имаме. Бидејќи пред 3 дена требаше да имаме една врска со еден нуркач од Поградец, бидејќи таму имаат најдено еден брод од Првата или Втората светска војна и еден авион што датира од 1920 година некоја. Па овој нуркачот имаат пронајдено, да. Да. И овде има неколку такви бродови кои што се пронајдени во езеро, да. И би сакал со него пак ќе инсистирам да се поврземе да ни покажува, да имаме и снимки. Тоа е многу интересна работа. Ги имаме горе во небото, па ги имаме и во дното на езерото. Фантастични сме, а? Тоа е тоа. Затоа многу можности имаме неискористени овде и од аспект на ова што под вода го нуди самото езеро, иако последниве години морам да кажам дека нуркачиве се доста активни овде во Охрид и во Струга и има можности кои што им ги нудат на туристите, на странскиве туристи, дори имаат можности полчасовно, едночасовно нуркање за почетници, така да има можности кои што ги нудат нуркачите за да видат сите заинтересирани туристи се што може да се види под вода во самото езеро. Мики, уште еднаш ти благодарам многу, се слушаме понеделник, убав викенд и се најдобро, Мики. Фала многу, Мики. И честит денот на езерото, 22. 21. 21 или 22 беше? 21. Недела. Недела беше 21. А ние ќе се слушаме од 22. Супер. Чао, Благодарам, Мики.